Драги мои, добар ден. Верувам дека сте подготвени за ова денешно издание на Црвена линија, бидејќи уште повеќе верувам дека ќе ви има во огромен број и ќе го завртите телефонскиот број 0230766677 со причина плюс со оглед на тоа што 15 октомври старт на грејна сезона чука на врата. Црвена линија денес има оваква тема. Иако под стечај Топлана Скопје Север и енергетика набавија газ од АД Макпетрол и пуштија парно. ВМРО ДПМН и СДСМ меѓусебно се обвинуваат за енергетските скандали, а времето си минува. Црвена линија прашува чии интереси штити владата. Исто така имаме и прашање плюс во ова денешно издание, а тоа е дали воопшто постои излез од оваа ситуација. А доколку веднаш не заследите на Инстаграм, кликнете на Инстаграм стори Црвена линија, ќе имате можност да учествувате и во денешниот Инстаграм Црвена линија квиз, така велиме, или прашање, каде што треба да го дадете вашиот одговор. Прашањето е дали владата добро се справува оваа година со енергетската криза. Тоа е се што треба да направите и меѓу другото се разбира доколку го завртите телефонскиот број 0230766677. Златни правила во Црвена линија, еве на самиот старт да потсетам за оние кои што можеби ќе сакаат прв пат да се вклучат, се надевам не и последен, е да го намалите тонот на ТВ приемникот. Што значи да зборувате исклучиво преку слушалка заедно со мене и нормално, одлично да се слушнеме. Еве за оние можеби кои што малку подоцна се вклучуваат во Црвена линија, а веќе сме почнати, факт е дека 15 октомври чука на врата, времето брзо минува, што значи сега се поставува прашање дали воопшто ќе имаат сите грејење, но интересно и дека иако под стечај Топлана Скопје Север и енергетика набавија газ и тоа од АД Макпетрол, што значи пуштија парно. Но тоа не е за сите решенија. Црвена линија прашува, меѓу другото и за оние кои што ќе се вклучат, неминовно да го поставиме и нашето Инстаграм анкетно прашање до вас, дали добро владата се справува со оваа енергетска криза. А сега ќе ве потсетам дека задолжително и вако покомотно, верувам по младите генерации, покомотно се чувствуваат кога коментираат, лајкнуваат и следат на социјалните мрежи, што се однесува до нас. Заследете го профилот на Facebook Црвена линија. Таму сега кој е објавена темата, можете да лајкнете, шернете и да коментирате, а ќе потсетам дека задолжително треба да го заследите и профилот на телевизија Телма, и тоа не случајно, бидејќи таму исто ја објавуваме нашата тема, меѓу другото, каде што можете и таму да коментирате. Во продолжение да се загрееме во оваа неизвестна грејна сезона, одиме со прилогот на нашата драга колешка Ирена Чачкова. Температурите ниски, но радиаторите ладни. Иако според правилникот за топлинска енергија, денеска и утре скопјани треба да имаат парно грејење, утринава само околу 500 домакинства од Бутел, Топанско и Чаир се разбудија со топли радиатори. Топланата Скопје Север, на која се приклучени овие корисници, почна со испорака на топлинска енергија. Првиот човек на компанијата Рамадани вели дека парно грејење во овој дел од градот ќе има и во следните денови. Обезбедиле газ до крајот на годината, но потенцира дека ако државата финансиски не ги помогне за да ги покријат високите трошоци за енергенси, ќе бидат принудени да ги затворат вентилите. Купуваме газ со 125 денари, продаваме со 65 денари, така да ако не добиеме некоја финансиска подршка од страна на владата на Република Северна Македонија, ние за неколку дена ќе бидеме неликвидни и нема да бидеме во можност да испорачуваме топлинска енергија. Без грејење утринава се разбудија и жителите на Железара кои ги грее Елем енергетика. И од оваа компанија потврдија дека газ имаат, исто до крајот на годинава. Без парно остана и граѓаните кои доскоро ги грееше БЕК, а сега тоа треба да го прави ЕСМ. Но тука проблемот настана со преземањето на топланите Исток и Запад. Преговорите за двата објекти меѓу ЕСМ и Јадора се уште траат.
сезона и гасот кој е неопходен за овие топлани, но и за работата на ТЕТО. Се уште нема информација кога и од каде ќе биде испорачен. Ако не се најдат потребните количини од овој енергенс, опцијата е да се користи и дизел гориво кое е подостапно, а во споредба со мазутот помалку загадува и е поевтин. Владата пак со 18 милиони евра ќе го помогне ЕСМ за да ги обезбеди потребните количини на газ до крајот на грејната сезона, откако компанијата целосно ќе го преземе менаџирањето со парното во Скопје. Инаку според правилникот, ако пред 15 октомври температурите се 12 или под овој степен, грејењето мора да биде вклучено. И така погледнавме прилогот на Ирина Чачкова, сега е време да слушнеме што ќе кажете вие со вклучување и на првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден! Да, добар ден. Па еве виднаш да ве прашаме како што е редот во Црвена линија. Има ли излез воопшто од оваа ситуација кога станува збор да се обезбеди газ и дали воопшто ќе имаме грејење? Како ви изгледа вас? Јас се радевам дека владата со ЕСМ енергетика ќе работи на тие проблематики каде што денески од прва рака да ви кажам предвид вашата новинарка тоа не го спомна, веќе ЕСМ и Адора инженеринг склучија договор од 1 октомври до 30 април 2023 година дека ќе ги двете топлани потпаѓаат од закупнина на ЕСМ енергетика. Само да ве подсетам дека тоа удеше како најава на нашите вести на тело. Добро, јас сега го слушав на други вести, затоа и го кажувам. Али една друга работа ќе ви кажам нешто. Се уште тука, ЕСМ енергетика, нема рачистено со некои работи. Ние добивме за топлинска енергија сметки за 9 месец на 28. Со тоа што не може БЕК да пушта сметки. БЕК не е правно лице, нема ресурси, ни технички, ни човечки, нема ништо. Со што на сметката жиро ќе одат тие пари на БЕК. Затоа јас го повикувам ЕСМ енергетика, што побрзо ги рачите тие работи, оти ние, како граѓани, сметките за 9 месец нема да ги плаќаме на БЕК. Ве поздравувам многу. И јас ве поздравувам. Морам да кажам, за кратко ми избегавте од линија, имавме можност да поставиме и анкетно прашање, но следниот гледач ќе го прашаме веднаш, доколку се слушаме добро во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Се надевам добро се слушаме. Да, секако се слушаме. И сте во добро расположение, па и ве виднаш да ве прашам. Секако. Дали владата добро според вас се справува со водителке, до вашата телевизијата ја Телма и вашите гледачи, секако. Прашање до вас, ве молам, дали според вас владата добро се справува со енергетската криза? Кој е вашиот став? Како се справува владата со енергетската криза? Многу лошо. Тешко прашање, многу лесен одговор. Многу лошо, катастрофално лошо. А има ли излез од оваа ситуација? Излез секогаш има, ако се сака. Ако навистина се стават способни луѓе, кои само ја работат во интерес на државата и народот, решение ќе се најде за 5 минути. А оние што се заглавени во тендери, разни мафијашки работи, тие што си го гледат личниот интерес пред државниот, особено не интересот на народот, тие никош нема да најдат решение. Ви одговорив на прашањето? Да, и сметате ли дека треба да бидеме оптимисти, бидејќи 15 октомври чука на врата? Па јас не сум баш многу оптимист. Еве нешто јавуваат од БЕК таму дека нешто имале проблеми со наша постаница овде во зградава. Поима немам, секакви некои оправданија ќе најдат, само да не пуштат парно најверојатно, така да не сум оптимист. И одговорив на тоа прашање, брзо поминуваат секундите, само што ова беше анкетата дали со кого, кој чии интереси штити владата, Не, така дали владата добро се справува? Веднаш ве прашав. Ама и анкета имаше чии интереси штити, така? Да. На олигарсите. Толку поздрав, пријатно. Благодарам многу, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Секако продолжете да не гледате, бидејќи ќе имаме голем број на вклучувања, тоа значи ставови и видување на граѓаните, особено што 15 октомври буквално чука на врата, а времето некако кога чекаме можеби најбрзо поминува, особено ако чекаме грејење. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Ви посакувам убав ден. Јас секако ви посакувам најубав ден. Секојдневно слушаме само за Скопје. Малку смешно изгледа.
значи БЕК-тето, дали владата ќе се справи. Зашто не спомнувате Битола? Ние немаме право на субвенции. Имавме едно цело издание, нели, посветено во црвена линија, кога токму Скопјани, нели, беа субвенционирани со 18 милиони евра и сега ми е тогаш прашање, дискутиравме дали е со колку направена милиони евра ќе дискриминација. бидеме ние битолчани субвенционирани? Ало? Еве Битола како се па тоа ви велам, имавме буквално таква тема во однос на тоа колку се останатите од државата дискриминирани. Но еве Многу сме дискриминирани затоа што имаме голем проблем ние во Битола и секојдневно слушајќи за Скопје веќе ни е преку глава, да ви кажам. а еве генерално верувате ли дека има излез од целава оваа ситуација? Тешко дека ќе има излез, да ви кажам право. После ова што го слушам по телевизија, тешко дека ќе има излез, сметките се преку глава, така да се убав само со една цел да се потегне едно прашање за другите градови, не само за Битола, бидејќи не постои само Скопје во Македонија, постои и Битола. Значи, во Битола ние немаме парно години. Како Битола менаџира и се подготвува за грејната сезона? Како се подготвува, не ве разбрав. Битола, битолчани. Како се подготвуваме? Да, еве што Сите се купуваме дрва. По која цена? Голема цена, огромна. По 4.500 сега мојот син купи. Така, благодарам многу, цениме што се вклучивте. Секако голем поздрав до цела Битола која што ја следи црвена линија. Во продолжение вклучуваме нов гледач. Еве ќе потсетам дека 15 октомври чука на врата, иако под стечај, Топлана Скопје Север и Енергетика набавија газ од АД Макпетрол и пуштија парно. А ВМРО, ДПМН и СДСМ меѓусебно се обвинуваат за енергетски скандали. Она што ве прашуваме денес, времето се минува, тоа е факт, чии интереси штити владата и дали воопшто има излез од оваа ситуација. Анкетното прашање е дали владата добро се справува со енергетската криза. Добар ден за новиот гледач. Ало, дали ме слушате, Тина? Одлично ве слушам. Добре ни дојдовте во црвена линија. Добар ден, јас многу слабо ве слушам, меѓутоа одлично. ќе се обидам да кажам дека владата се со оглед на тоа каква е ситуацијата се справува добро. Еве сега слушнав на вашите вести дека се договориле СМ и АДОРА за соработка, односно дека владата ќе помогне со 18 милиони евра за да се дојде до онаа цена која одговара на потрошувачите, исто и со електричната енергија, исто така се постигна цена од 7,5 евра. Мислам дека 80% од вредноста на струјата на бездната е пониска од онаа што доаѓа кон потрошувачите. Мислам, и струјата, и парното се на еден начин субвенционирани и тоа е заслуга сепак на владата. Што посебно друго би кажал? Мислам дека во оваа енергетска криза во светот ние се за сега добро сме огиме. Струјата и парното, струјата ќе биде со цена до 1 јануари, оваа цена, значи нема да се менува, а парното слушам дека ќе биде до 1 април. А тоа е добра вест за сите они кои користат парно. Јас не користам парно. На што се греете вие? Јас се греам на струја. На струја. Во ред, благодарам многу што искористивте можноста да го кажете вашето мислење. 90 секунди е време трајање. Сега добро оди, немаше потреба да прекине тајмерот. Ќе потсетам задолжително внимавајте, следете го на екраните. И одиме со нови 90 секунди, што значи нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Благодарам, се слушаме. Се слушаме. Прво прашање до вас, има ли излез од оваа ситуација и сметате ли дека владата добро се справува со енергетската криза? Не, тоа после ќе коментирам. Прво сакам да ве прашам дали знаете, Топлана Скопје Север гасот го набави преку цевковод или во цистерни? Мене ме прашувате. Јас мислам дека најдобро ќе биде да го искористите вашето време, бидејќи се сепак 90 секунди. Зборувам, значи, ако е низ цевководот, зашто не е доставен и Топлана Исток и Запад? Треба да се договорат преку цевковод.
Ама ако е во цистерни... Затоа што ова е купено, вака сега ќе ве посетам, Топлана Скопје Север го набави гасот од АД Мак Петрол. А Во владата цистерни ли? не ја прави таа набавка, така да за Не, Топлана добро, Скопје добро. Север има газ. Не, најбитно е, ако е во Цевковот, треба да си дојде и до другите централи и да се договорат, топлани. А ако е со цистерни... Така е, но треба да се плати, тоа знаете. Значи треба да се... Слушайте ме, ќе ми помине времето. Благодарам за цистерни со газ. Затоа што тоа е исто као да нудите вода на граѓаните во цистерни место во водовод. Разбирате? Тоа ми беше поентата, зашто и претходен пат се јави, па не успеав да докажам. Така. Газ преку гасовод во цистерни, благодарам Мак Петрол, пријатно. Пријатно, благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија и во оваа денешна дискусија. Сега, доколку не се обезбеди газ, за тоа зборувавме особено и вчера, тогаш што планите ќе работат на мазут, кој што сепак не е добро решение од еколошки аспект. Но како и да е, време е за вас, не ви одзимам јас од времето никако. Добар ден. Се надевам дека се слушаме, намален е тонот на ТВ приемникот. Добар ден, Црвена линија. Проверете дали се слушам, јас се слушам Да, супер. одлично ве слушам. Добре ми дојдовте во Црвена линија. Фала. Според вас, дали владата добро се справува со енергетската Да, па криза? се справа, еве Мице Тревски од Богоево подножјето на Капиново. Денеска беше некоја комисија кај нас, па гледа за Челеков Капиновски да го сечат некоја си нова топлана, што се отвора, се преправа на дрва, да се грее во Скопје, пошто за Скопје збореа, значи, нешто го гледа Челеков Капиновски, го гледа таму Бовишот, Омесов, тие се наши места таму, и од тука отидува за Мокрен. Сега, дека ќе префрлат од мазут на дрва. Добро, продолжете, имате се уште време. Па тоа сакам да кажам, дека во Скопје ќе се помине на дрва. Денеска го гледа, го снима теренот, комисија, 4 возила беа, обезбедување некое и така. А вие на што ќе се греете? Дали вие набавивте дрва? Пошто ние чуваме волој, па нешто правеа молбе за излекување на дрва. А вие на што ќе се греете оваа зима? Ние сме у село, на ветки се грееме ние таму. Немате дрва во шумата? Молим? Дрва нема во шумата? Има, доста ни се нас ветките, доста ни се поминуваме, се сноѓа. Благодарам многу. Мора да признаам дека овие кои што редовно не следите, можете да забележите дека имаме и гледачи кои што се саркастични, а секако и шегубени. Но како и да е, поентата да се каже вашиот став и видување, а некои од гледачите го прават тоа токму и на овој начин. Оно што е важно, продолжуваме дискусија со вас, продолжете секако да кликате и на Instagram Story, таму го имаме анкетното прашање, очекуваме да слушнеме одговор од вас, дали да или не ќе биде одговорот, тоа ќе видиме по рекламите, дали владата според вас добро се справува со енергетската криза. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Убаво ве слушам, тоа мене ми е најважно. И се надевам, многу ми мило што ве добив. Драго ми е мене, па еве, што ќе кажете, има ли излез од оваа ситуација? Каде го гледате излезот? Во врска со прашањето кое што конкретно имате поставено за темата, би сакал да кажам дека владата на градот Скопје многу убаво се справува со кризата, а останатите граѓани од оваа држава треба да изберат нова влада која што ќе се справува за кризата за цела држава. Имавме тема за тоа. Еве ќе потсетам уште еднаш, кога зборувавме за одобрените субвенции од 18 милиони евра за град Скопје и секако поставивме прашање дали останатите градови и граѓани од Македонија се дискриминирани на овој начин. Но за денешнава тема, еве дали ќе кажете, еве го вашиот одговор кој ќе биде на анкетното прашање дали владата добро се справува со енергетската криза? Да, многу добро се справува владата за градот Скопје. Меѓутоа, за останатите граѓани воопшто не се грижи. Од каде ни се вувате, од кој регион?
од внатрешноста на Македонија. Добро, нема да откриви. Како ќе се греете? Еве, каков е вашиот план за оваа грејна сезона? Ние со љубов ќе се грееме оваа година најверојатно, бидејќи владата воопшто не се грижи за останатите граѓани на оваа држава. Тоа би било се. Да, ви благодарам многу. Убав ден. Убав ден. Секако посакуваме многу љубов, но тоа да не биде идејно решение, а секако љубовта треба да ни ги грее срцата, но за да биде загреено срцето, се разбира, не треба и добра циркулација, а ако седиме во замрзнати простори, секако дека нема да имаме добра циркулација, што значи проток, довод на крв до срцето потешко. Но ете така, гушнати, верувам, некој не следати во многу љубов, ќе вклучиме нов гледач, па ќе видиме што ќе каже, дали гледа воопшто излез од оваа ситуација во која што се најдовме точно пред почетокот на грејнава сезона. И секако да видиме какви видувања и одговори има новиот гледач. Добар ден! Ало, добар ден. Секој добро и вам од црвена линија. Видете, владата се труди, се мачи, се обидува, крајот ќе каже дали ќе се справи добро. А сега за сега најтешко им оди. Се трудат, се мачат, некако тешко им оди справувањето, бидејќи се у фаза на преговори ништо не е сигурно. Ќе видиме како времето ќе покаже како е. Меѓутоа ова со топлана север, да ви кажам, прво ме изненади, знаејќи да има пореметено дека денеска 1 април ќе го сватив како шега. Најнерентабилната топлана во Скопје. Меда ова ми е сомнителна работа, да ви кажам, прво ќе биде тука ќе биде повуци потегни со плаќањето. Ќе гледаме театар овдека. Не ми е мене нешто чиста работа, топлана север да купи газ. Па тоа лани кукаше, немаше пари да ги загрее граѓаните. Ова е пак некоја добра е направена, но ќе видиме и ќе покаже времето. Тука ми нешто тешко ми смрди работата, да ви кажам право. Јас сум скептик дека они да купат газ по оваа цена денеска на берза. Па мислам да овие другиве треба се јажат и да се бесат. Нема друго. Кога они успеале со плана север да купи газ, а нема се корисници има, а големи трошкови. Толку пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Ева, имаме и гледачи на кои што дури 90 секунди сметаат дека се многу, и ако бевте кратки, бевте јасни. Одиме сега со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Драго ми и вас дека прво се вклучувате во црвена линија, секако и дека добро се слушаме. Се надевам и вие мене. Се слушаме добро. Може, зашто толку секунди како да одговориме на како ќе се грееме? Иве, дали смитате дека пред се има излез од оваа ситуација и според вас дали владата добро се справува со енергетската криза? Никош нема да се справи добро. По празна куќа што може да се направи. А јас како ќе се греем полиорган. Така ќе се греем. Затоа што да струја се греем, ќе чекам да видам првата белешка, како ќе види, кога ќе пуштам печка да гори, ако види јако, ќе се наоблекуваме со по 20 блузи и 2 органи и ќе седиме по цел ден. Само ќе стануваме за да касниме нешто. Ова не видува вака. Се струјава, не знаеме како ќе види воопшто струјата. Не знаеме, кажува на не знам до толку изгорени киловати, толку ќе се плаќа до толку. Ако ми рече 10.000 струја, како ќе плаќам? Појма немам. Значи, тешка работа. Вие зборувате само за топлана, за Скопје, како да е Скопје, кој знае што во Македонија. Ние ваму што сме понасрана малце, не сме Скопје. Но секако и веќе подсетам дека црвена линија минатата недела имавме специјална издание на црвена линија, целосно посветена на темата дали постои целосна дискриминација за останатите граѓани кога беа одобрени за субвенционирање на грејењето на Скопјани 18 милиони евра. Така да црвена линија не ги заборава секако сите останати граѓани и не сме ориентирани само на Скопјани, но ова е денес актуелно, а секако и останатите кои што не следат од внатрешноста и другите градови, верувам дека имаат коментар и став во однос на тоа генерално како владата се справува со енергетската криза оваа година. Се разбира,
слушнавме во некое претходно издание, мислам дека се јави гледачи од Кичево кој што зборуваше за безмилосното користење на шумските површини и дека се пласираат на пазарот абнормално високи цени на дрвото. Како и да е, затоа се и вклучувате во црвена линија, од вас дознаваме многу повеќе. Добар ден. Ало? Секој добро, вие сте во црвена линија. Добар ден, ве поздравувам. И јас ве поздравувам. И сакам да одговорам на прашањето дали владата добро се справува со енергетската криза. Така, повелете. Јас мислам да. Добро се справува во услови какви што се не само во Европа, туку во целиот свет проблеми за енергијата, со енергијата и топлинската енергија, затоа велам дека е добро. Инаку, сметам дека е неоправдано да се споредува состојбата на грејење во Скопје преку топлификација и оние граѓани што не се греат преку топлификација и посебно во рурални средини, каде што услови за такво загревање не постојат. Зошто е оправдана реакцијата на владата и се грижи за скопјани? Па повеќе од 60.000 домакинства се греат преку топлификација. Тоа се 250.000 граѓани. Тоа е огромен број. И мора да се свати дека владата добро прави што за тој голем број граѓани води сметка и се труди во најскоро време да го реши нивниот проблем со огревот. Секако, јас не велам дека тие во Битола, во други градови, уште помалу од Битола, не треба да добијат некаква сатисфакција и да им се помогне во одредена ситуација. Но предност има тие 250.000 граѓани кои што се греат. Благодарам што се вклучивте во црвена линија, но и веќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди, времето го објавуваме на екранот, за да можете прецизно да си го измерите вашето излагање и да не изгледа дека ве кратиме или ви исклучуваме што и да е. Добар ден. Добар ден, верувам дека се слушаме добро, вие сте во црвена линија. Добар ден. Баба Роска? Јас слабо ве слушам, ама вие ме слушате, нали? Одлично ве слушам и верувам дека сте вие, Баба Роска, така ли? Јас сум Баба Роска од село Орман. Што ќе кажете за денешната поздрав тема? многу до вас, до екипата. Голем поздрав и до вас. И за темата да кажам нешто. Како може да кажам дека добро се справуваат? У октомбар месец не се тражи да се моли оние мајстоне распарчија, они да коленичат сега барат од нив и па не ни дават. Па цело лето што правеа? А како Штурицот што свирали така и они. Цело лето не свршија работа, сега во октомбар месец добро се справале. Таа пред мене изгледа некоја пријателка ни, затоа така збореше. Како се добро справа, у октомбар месец огрев не се наоѓа. Јас се греем на дрва, а имам и клима. Ама јас у мај месец дрва сум уплатила. Баба Роска, сметате ли дека ќе се договорат СДСМ и ВМРО околу прашањата врзани за енергетската криза? Дали имаме... Многу тешко, до сега не се договориле нешто, па ќе видиме сега. Како да сметам кога они не попуштат ништо? И ако некој добро знае, не сака да го слушат. Они све знаат и све у тунел не терат. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Следете не и понатаму. Верувам дека Баба Роска ќе не гледа со оглед на тоа дека ние и редовен гледач, но и редовен јавувач. Ги охрабрувам оние кои што досега не се јавиле во црвена линија да го направат тоа. Од вас дознаваме информации, секако ставови, видувања и мислења, а денес, еве подсетувам, 15 октомври чука на врата, зборуваме за тоа дали има излез од оваа ситуација и дали сте задоволни, дали сметате дека владата добро се справува со енергетската криза. Добар ден. Добар ден.
сега, дали е намален тонот на ТВ приемникот? Скрос е исклучен телевизорот, меѓутоа вас многу слабо ве слушам. Јас одлично ве слушам. Добро, не е битно, битно е да вие да ме слушате. Се најдовме, се конектиравме. Така, значи, чии интереси владата? Владата своји интереси, мислам ова се виде, веќе и, не знам, многу се гледа, дали ќе се договорат. Тоа е многу тешко прашање. Би требало да се договорат, меѓутоа кога владата друг нешто им дава решение некое на готово, они се малку горделиви, па дали ќе го прифатат, тоа тешко. Меѓутоа треба да го прифатат, затоа што се работи за народот, за милионски народ, например. Тоа не е интерес ни на влада, ни на ВМРО, него на народот. И треба они ова подхитно да го прифатат, а не да не го прифатат, па после ќе го дадат они како нивно решение, демек така и еве ние направивме. Значи уопште не треба едни со други да се, како да кажам, надвикуват и да интересите да ги ова е мое, твое, ја направи така, него треба да си се договорат. И ова што го прави Мицкоски, ни еден до сега не го направил и нема да го направи. Вие да му дадете некако решение вака на рака, на готово, некој што е неспособен да го направи тоа не се случило. И пак све по Мицкоски се вика и се прави. Ја не знам ова што луѓе беа, а затоа што нивните интереси тука се многу се размишуваат, ако го прифатат това, значи они ќе изгубат тука доста пари, што они имаат некака, како да кажам, смислено за некој профит нивни, затоа што кај нас све е за профита народ. Благодарам многу, го цениме и вашето мислење и секако вклучувањето во црвена линија. Продолжете да не гледате, одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, верувам дека се слушаме. Јас ве слушам. Одлично, јас ве слушам, се надевам сте ми добро. Добро сум, фала. Ете така, ајде сега да слушаме кој е вашето видување, дали сметате дека владата добро се справува со енергетската криза и дали ќе има излез од цела во оваа ситуација, бидејќи зимата ќе биде долга. Моето мислење е дека владата, како и сите претходни влади, да не кажем скоро никако не се справува со криза. Причина откако ќе се, ајде кажеме, не се коли, да кажеме, прасе пред Божи, него да кажеме, се припремаат некои работи. Зборам, мојот коментар би бил на друга страна. Значи, сите објекти нови во Скопје, од за Скопје коментирате, 80% се со оджаци од пластика, така да не даде Господ ако нема струја или ако нема плин или не знам шо, тие луѓе кои се во тие објекти, иако се нови, се осудени да се греат на студ. Они што викаат со амболи, тешко се грејање со амболи. Ќе биде пострашно и од ковидот. Друга работа која исто така е опасна во топлификација, ајде кажеме БЕК, се случува поради законот за стопанисување, сите се на некакви купни совети и одредени пумпни станици се делени на повеќе влезови. На тие објекти каде што е еден, да кажеме, Внимавајте на тајмерот, но еве охрабрување е, верувам дека набрзо ќе се обидете повторно да завртите на 0230766777 и да искористите нови 90 секунди. Благодарам за јавувањето секако и ќе потсетам, внимавајте на тајмерот. Добар ден за новиот гледач. Дали се слушаме? Црвена линија. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Како за Скопје, ми како ќе се греемо у селата, дрва има едно друго, сеча не пуштал едно друго, што да правиме? Јас има и... Ако отидемо да беремо магаре или со количка рачна, како да се греемо у селата? Ние имавме цело едно издание на Црвена линија. За тоа колку и како се дискриминирани останатите граѓани во однос на греењето со оглед на тоа. Ама ми од селата како ќе се греемо? Како ќе се греете вие, еве? До сега како се греевте, како планирате оваа зима? Па никако. Само може да се греемо надвор, да палемо слама од што жнеемо пченица, јачмен и да
так да се греемо надвор. А изминатите Унутре години услово на не што може се ке- греевте? ке чади. Изминатите години на што се греевте? Во минатото. Не те слушам ништа. Минатата година како се греевте? После со дрва, со гранки и едно друго. Оваа година без дрва ќе биде, без греалици. Па нема, има дрва невидено. Велешко, Богомила, Велешко, Иванова, Ѓуриште, Рудник, едно друго. Свегде има. Круша. Благодарам многу, еве, што се вклучивте во црвена линија. Ќе потсетам за сите оние следни кои што ќе се вклучат, внимавајте на тајмерот. Да не биде дека ве пресекуваме во мисла, во тек на излагање и сега кога ќе потсетам црвена линија, ова може би веќе и 6-ти пат во ова денешно издание, значи цело една емисија црвена линија посветивме токму за останатите граѓани кои што не се скопјани, всушност дали се чувствуваат дискриминирани со оглед на тоа што беа издвоени како субвенција 18 милиони евра за грејењето на скопјани. Така да црвена линија не се ги заборава и останатите граѓани. А еве сега ќе ве потсетам за што зборуваме денес, за да нели секој кој што се јави се држи до темата, а тоа е дека 15 октомври чука на врата, иако под стечај ќе потсетиме Топлана, Скопје Север и енергетика набавија гасот АД Макпетрол и пуштија парно. ВМРО, ДПМН и СДСМ, мора да признаеме, меѓусебно се обвинуваат за енергетски скандали, а времето си минува. Чи интереси штити владата, тоа е оно што ве прашуваме вас и секако дали сметате дека владата добро се справува со енергетската криза. А анекс ви го нарекла на сите овие прашања до вас би било и прашањето има ли излез од оваа ситуација. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Да, дали ме слушаш? Одлично ве слушам. Супер. Како е? Ја мислам дека во оваа влада сега ќе биде формирана, бидејќи гледам сака да се приклонат ДПН кон СДС да им помогнат околу владењето на држава, па можам да кажам дека они заеднички цело време во иста типа дишеле воздух. Сега секој ќе го платиме ти и ја и останатите, така да ако некој каже дека БЕК се штити, БЕК они го наметна, нарочито оваа претходната власт што беше на овој Маđарска што е Дечково, тогаш Латас со среќи, со фанфари, со чуда најавуваше дека ќе дојде БЕК и све ќе се реши, и се реши, се виде како испадна работава. И сега уште БЕК зима пари од топланиве, од народот за топланиве, а не испорачува грејење, него е држава покрива. Нормална ствар, јас се осеќам оштетен, затоа што мене ништо не ме субвенционира државата за моето грејење. Вие сте на парно грејење или на струја или на дрва? Ја у комбинација нешто имам таму, струја, плин, такви работи нешто имам правено, некои мои импровизации. Така да се снаоѓам ја некако и не ме кошта скап. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Одиме со нов гледаш. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Се надевам и вие мене. Вие сте во црвена линија. Се слушаме ли добро? Добар ден. Добар ден. Па еве како коментирате дали владата добро се справува со енергетската криза? Ма супер, влада е супер. А што не е супер според вас? Еве, генерално, бидејќи 15 октомври чука на врата. Да, шо, то си е решено со години, се не е тука проблема никако. На што се греете вие? Од внатрешност ние се јавуваме се. А така, и ве како се подготвувате за новата грејна? Ние веќе со години се спремаме фамилиарно. Еве ќе ви кажам, за капење ние си се капевме по полека со млакичка и сега сме стасани до скроз ладна вода и бойлер не го користиме. Така?
А новава цела грена сезона, тој за капења. За грејање исто го решивме, еве уште малце. Мене ми порасна и брада и коса и си пуштаме да имаме крзно сите. Така. А љубовта дали ќе ве грее оваа грена сезона? Обавезно. Него да ви кажам третото, имаме проблем со јадење. Слаби сме со ова фотосинтеза, не ни оди никако. Еве се збираме фамилиарно на тераса да... Благодарам многу за јавувањето. Одиме со реклами. Повторно сте по рекламите со црвена линија, а тоа значи дека е време да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Вие кои што не следите на Инстаграм, направете го тоа уште во овој момент, за да веќе учествувате утре на новиот предизвик кој што секојдневно го поставуваме за оние кои што гледаат црвена линија и оние кои што не следат на Инстаграм. Па еве денес на темата со оглед на тоа што 15 октомври чука на врата, иако под стечај Топлана Скопје, Север и енергетика набавија газ од АД Макпетрол и пуштија парно, ВМРО, ДПМН и СДСМ меѓусебно се обвинуваат за енергетски скандали. Еве и што ве прашавме вас, кои што не следите на Инстаграм, дали владата добро се справува со енергетската криза. Да, драги мои, со 100% беше одговорено со не, а 0% одговорија со да. Утре секако ќе се сретнеме јас и вие во нашиот термин, веднаш по вестите. Ќе имаме нова тема, ќе ја знаете доколку не следите на социјалните мрежи, тоа е Facebook црвена линија, Twitter црвена линија и секако Instagram црвена линија. Задолжително следете не и на Facebook, поточно Телма профил на Facebook, а што се однесува до програмата на телевизија Телма, ве препуштам на неа, а јас и вие повторно утре во истото време. Имајте убаво попладне и секако топла и убава зима. Довидување.